Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И ќе се обидиме да збогатиме нашата збирка од видео историски лекции, се со цел да помогнеме на учениците од 7 оделение да совладаат нова наставна содржина. Па така денеска ќе се дружиме со учениците од 7 оделение и ќе видиме на кој начин е организирана и како пропаднала Самуиловата држава. Ја гледате на картата, колкава беше Самуиловата држава. Веќе кажавме дека Самуиловата држава опфаќаше територијата на денешна Бугарија, територијата на денешна Македонија, дел од териториите на денешна Грција, Албанија, Црна Гора, Босна, Србија, делови од Хрватска и така натаму. И бидејќи се работи за прилично голема држава, најмоќна држава на Балканот во тој временски период, треба да видиме како ќе биде организирана таа Самуилова држава. Како и сите држави во средниот век, во овој временски период, Самуиловата држава била монархија, односно ќе биде апсолутна монархија, со еден владетел на чело на државата, и самото име апсолутна монархија ни кажува всушност дека волјата на владетелот е закон, односно дека на чело стои еден владетел кој што е врховен војсководец, судија и свештеник, односно неговата волја е закон, како што тој сака, така и всушност се управува со државата. Треба да се напомене дека во ваквите апсолутни монархии владетелот носи закони, менува закони, носи нови даноци, ги променува даноците, склучува мировни договори, објавува војни и така натаму, се зависи од неговата волја. Веќе споменавме, меѓутоа уште еднаш ќе повториме дека прва престолнина на Самуиловата држава ќе биде Преспа, односно во делот на Преспанското езеро, наречен Мала Преспа, тоа Мало Преспанско езеро. Тука се наоѓа островот Мала Преспа, односно Свети Ахил, и тука всушност се наоѓала Самуиловата држава. Сега, како и сите владетели, и тој живел во дворец, а нормално, како и сите владетели во средниот век, тој имал своји советници и своји соработници, односно луѓе кои што му помагаат да управува со државата. Како и сите владетели, така и Самуил, за своји советници и соработници ќе ги постави блиските луѓе од неговото обкружување, неговите роднини, пријатели и така натаму. Официјален јазик во државата ќе биде словенскиот, односно сите закони се пишували на словенски јазик, додека за меѓународна употреба се употребувале грчкиот и латинскиот како јазици кои што имале по-широка меѓународна примена. Сега да видиме како ги изгледа Самуиловата војска. Главнината на војската била составена исклучиво од македонски словени. Значи, пак ќе повторам, најзначајниот дел и главниот дел од војската ќе биде составен од македонски словени, односно од словени кои што населувале територијата на Македонија. Војската се делела на пешадија и на конјаница, значи постоел дел кој што се бори пешадиски и конјаница која што се бори со помош на конји, значи војници кои што качени на конј се борат за време на битката.
постоела и посебна единица која што била вооружена со оклоп и се сметала како еден вид специјална единица. Инаку војниците на цар Самуил биле навооружени класично како во средниот век, значи со меч, со штит, со копје, со шлем, со нож, значи се она што е одлика на еден средовековен војник. За подобро да функционира државата била поделена на повеќе воено-административни области, а со нив управувале управници. Значи, пак повториме, бидејќи државата била голема, ќе се вратиме, бидејќи била државата голема и бидејќи не може да се управува од еден центар, зато ќе ја подели на повеќе помали области и тие повеќе помали области ќе бидат управувани од управници кои што биле негови најблиски соработници. Сега, што се однесува до државата, треба да се напомене дека имало и такви владетели кои што биле во вазалски однос, значи го задржале своето, да кажем, управување од државата од каде што доаѓаат, меѓутоа тие владеат во име на Самуил. Поголемиот дел од даноците кои што се собираат во државата, требало да одат во касата на Самуил. Таков пример беше со Дуклја, се сеќавате, најпрво владетелот на Дуклја беше Владимир, беше затворен за подоцна да биде ослободен, бидејќи ќерката на Самуил Косара се влюби во него, па Владимир стана зет на Самуил и така Самуил повторно му ја врати Дуклја како територија. Овој сега владееше повторно со Дуклја Владимир, меѓутоа Владимир со Дуклја владееше во име на Самуил. Самуил како врховен владетел, а Владимир владее со територијата во пракса. Сега, улогата на црквата била прилично голема во Самуиловата држава и ако се сеќавате кога зборувавме ние претходниот час, јас ви кажав дека во 1000-та година Самуил бил прогласен за цар, а во исто време ќе биде формирана и Охридската архиепископија, која најпрво не се викала Охридска, меѓутоа од која ќе го префрли седиштето во Охрид, тогаш ќе го добие називот Охридска архиепископија и како таква ќе остане во колективната меморија на македонскиот народ. Треба да се истакне дека Самуил имал многу близок однос со црквата, значи била создадена посебна црква, Самуилова црквата не кажеме, и тој имал многу близок однос со црквата, бидејќи црквата му помагала тој да владее подобро, бидејќи и црквата, односно Охридската архиепископија, односно црквата која што се создадена во Самуиловата држава, ги практикувала истите методи на населението да му објасни дека цар Самуил е пратен од Бога и дека тие треба да ја почитуваат власта која е дадена од Бога, доколку не ја почитуваат власта, не ја почитуваат ниту црквата. Веќе кажев дека населението било на тој начин поучувано и практично црквата му помага на Самуил да владее подобро и подобро да ја зацврсти власта во државата. Веќе споменавме дека ова е временски период кога е феудалното уредување, значи постои уредување наречено феудализам и како и во секој феудализам, така и во феудализмот за време на Самуиловата држава, населението се дели на благородници, односно феудалци, и селани, односно закрепостени селани, и веќе добро знаете дека благородниците ја завземаат целата земја, а селаните ја работат, и дека дел од приходот селаните им даваат на феудалците, односно на благородниците, бидејќи работат на нивна земја.
Таа обврска да дават дел од приходот се нарекува данок во натура, меѓутоа освен во натура те имале и работни обврски, односно неколку дена во годината, да работат за феудалецот, меѓутоа и за државата, односно секогаш кога има потреба од изградба на патишта и мостови, селаните имале обврска да учествуваат во изградбата. Така е организирана Самуиловата држава, таква била Самуиловата војска. Сега ние да видиме како слабее Самуиловата држава. После битката кај реката Сперхеј, кажеме тоа е во 996 година, започнала доминација на Византија во односите со цар Самуил. Односно, ако од 985 до 996 Самуил беше тој кој што доминираше во тие односи со Византија и со владетелот Василий II, сега ситуацијата се променила. Сега Василий бил тој кој што ја превзел офанзивата. Па така, во периодот од 1000 до 1004 година, Самуил ги губи градовите Бер, Сервија, Воден, но и Видин во Бугарија. Тие биле извонредно значајни стратегиски градови и со тоа веќе се пратила порака дека практично офанзивата е во рацете на Василий II. Во 1004 година се случила една битка кај Скопје, позната како битка кај Вардар, каде што се судриле Самуиловите војски со византиските војски. Битката е слична како таа кај реката Сперхеј, односно од едната страна биле Самуиловите војници, од другата страна биле војниците на Василий. Неочекувано војските на Василий II со помош на сплавови поминуваат од другата страна и изненадно ги напаѓаат војските на Самуил, успеале, дури да го заробат и царскиот шатор. Во меѓувреме, Самуил ќе освои еден голем град, како што бил градот Одрин, односно Адрианопол, меѓутоа тоа бил еден од последните успеси на Самуил. Самуил бил свесен дека треба да дојде до конечна разврска, до конечна битка помеѓу него и Василий II, затоа одлучува да го порази. Што се случува? Во овој временски период Самуил фактички сваќа дека Василий II секогаш го користи царскиот пат кој што води од Цариград, односно Константинопол, денешен Истанбул, па преку планината Беласица, Огражден, Струмица, па се до Скопје, и одлучил дека треба да го обиколи кај планината Беласица и да го порази. Помеѓу планината Беласица и помеѓу планината Огражден постоело едно место кое што се нарекувало Клуч, и тука Самуил решил да изгради прегради и во моментов кога ќе дојдат војските на Василий II да ги нападне од засада. Така и се случило. Кај местноста наречена Клуч, Самуил ги изградил познатите барикади и во моментов кога доаѓа Василий II го напаѓа. Василий II почнал да трпи загуби, дури изгубил надеж дека ќе ги разбие барикадите, меѓутоа тогаш се одлучува заедно со неговиот војсководец Никифор Ксифија да ја обиколи планината Беласица, да помине кај така наречениот денешен Подгорски пат и од позади грб да ги нападне Самуиловите војници. Тоа и се случува, ги напаѓа Самуиловите војници позади грб, неочекувано, успел да ја заобиколи планината. Самуиловите војници неочекувано се дале во бегство, бидејќи не го очекувале нападот, се дале во бегство, додека овие бегаат. Василий II поуспел да ги разбие барикадите и така практично планот на цар Самуил пропаднал. До конечна битка помеѓу двете војски ќе се случи во
месец јули, односно на 29 јули, во подножието на планината Беласица, ќе се случи таа позната битка, како Беласичка битка. Во оваа битка Самуил ќе биде катастрофално поразен, а ќе биде спасен од неговиот син Гаврило Радомир. Тоа не било се, после оваа битка Василий II сакал да ја освои Струмица, но бидејќи не успел, му кажал на неговиот војсководец Вотанијат да му го обезведи патот до Солун, дека ќе оди за Солун. Вотанијат успел тоа да го направи и во моментов кога се враќал назад во Струмица, изненадно повторно од засада бил нападнат од синот на цар Самуил, Гаврило Радомир, па дури бил лично убиен од неговото копје. Веста за убиството на познатиот војсководец Вотанијат од страна на Гаврило Радомир брзо ќе стигне до Василий II. Василий II од бес поради ово убиство ќе нареди да бидат ослепени Самуиловите војници. Приказната која што веројатно и сте ја слушнале, веќе добро ја знаете дека 14 до 15.000 Самуилови војници ќе бидат ослепени, на секој 100 војник ќе му биде оставено по едно око, така ќе заедно ќе стигнат до Прилеп, каде што ќе ги види цар Самуил и не можејќи да издржи сликата, ќе почине од срцев удар на 6. октомври 1014 година. Ова е една слика која што ни ја представува битката кај Беласица. Веднаш по смртта на цар Самуил, државата ќе наследи неговиот син Гаврило Радомир, кој што сакал да стапи во контакт со Василий II, кој што му ветувал дека ќе му биде лојален и верен доколку му ја остави државата, дека всушност ако стане вазал на Василий II, дека ќе ја почитува, да кажем, државата Византија, дека ќе владее во негово име, само државата да опстане. Овие заложби на Гаврило Радомир практично не биле прифатени од Василий II. Постепено Василий II успевал да освојува дел по дел од Самуиловата држава, која сега имала нов владетел. И во 1015 година до Василий II ќе стигнат вестите дека Гаврило Радомир бил убиен од неговиот братовчет Јован Владислав, кој сега го завзема престолот. Да се подсетиме дека истиот тој Јован Владислав беше син на Самуиловиот брат Арон. Ако се сеќавате, Самуил го уби неговиот брат Арон заедно со целата негова фамилија, го остави единствено жив синот на Арон Јован Владислав, кој остана жив благодарение на молбите на Гаврило Радомир, и гледате сега овој како му враќа со убиство. Како и да е, Јован Владислав доаѓа на чело на престолот, ќе владее 3 години од 1015 до 1018. Тој сакал да води слична политика како и Гаврило Радомир, му ветил дека македонските управници, односно управниците од Самуиловата држава, сега ќе бидат под контрола на Византија и на Василий II, дека Јован Владислав ќе го почитува како врховен владетел Василий II, меѓутоа Василий II повторно проценил дека овие заложби не се искрени и затоа се решил целосно да освои Самуиловата држава, чиј владетел сега ќе биде Јован Владислав. Од друга страна, Јован Владислав се насочил кон тоа да го завземе градот Драч, па така во 1018 година тргнал да го завземе градот Драч, меѓутоа при обстада на градот Драч ќе биде убиен за кратко време.
Василий II ќе биде известен дека градот Драч успел да се одбрани, а Јован Владислав е убиен. Всушност, со тоа дознал дека државата нема владетел, дека останува без владетел. Жената на Јован Владислав, Марија, била свесна дека нема да може да ја одбрани државата, затоа се договара со византискиот император Василий II да ја предаде државата без борба. Тоа и ќе се случи во 1018 година. Василий II ќе влезе во Охрид символично и ќе превземе целосно државата која што беше создадена од Самуил. Жената на Јован Владислав, заедно со нејзините деца, ќе бидат однесени во Мала Азија, односно во Цариград, оттаму во Мала Азија. Со тоа, државата на Самуил, која што постоеше од 969 година, гледаме дека во 1018 година ќе пропадне. Јас се надевам дека беше интересно, се надевам дека запамтивте и се надевам дека успеав да ви помогнам да совладате дел од наставната содржина. Со ново видео и со нова